Добро вечер. Следуваат минути за најновите информации од културата. Изложба на цртежи и слики од Јана Јакимовска, насловена Везилка, се отвори во изложбениот салон Империјал 2 во културно-информативниот центар во Скопје. Проектот Везилка се надоврзува на силната метафора од истоимената песна на Блаже Конески, а е замислен како визуелен и теоретски премостувач помеѓу традицијата и современоста, помеѓу културната меморија и дигиталниот сегашен момент, меѓу женската рака и машката историја. Везилка е мојата најнова самостојна изложба. Не случајно го носи тој наслов, бидејќи првиот цртеж настана како инспирација од песната Везилка на Блаже Конески. Се ставив во некој фиктивен диалог со поетот, му одговарам 75 години по настанувањето на песната, затоа што Конески беше можеби првиот, а можеби и единствен поет кој што реши да ја праша жената како да постапи. Знаеме дека античките поети ги прашувале музите, меѓутоа музите се фиктивни. Везилката е вистинска, обична, нормална жена, која што веројатно знае многу одговори на многу прашања, а не била запрашана за ништо. Идејата беше да ги отворам сите мои лични дилеми околу тоа што значи да се биде жена, што значи да се балансира помеѓу една репресивна традиција на Балканот, натоварена со патриархат децении и децении, што значи да се биде жена денес, дали има разлика помеѓу тие две нешта, да ги отворам сите проблеми кои што сум ги почувствувала јас, меѓутоа и проблемите на другите кои што ги оставам да зборуваат низ мене. Почнав со цртежи, работени низ шаблон на рабиц мрежа, меѓутоа некако ми беше тесен тој формат и преминав на големо форматни платна, каде што го задржав принципот на изразување во квадрат и во шема, меѓутоа со други техники и пристапи. Прашањето кажи како, го одговарам со еве како. Еве како е поединачен одговор во сите овие 20 цртежи и 7 слики кои што се тука во галеријата, и повикувам на размислување, на промисла и на желба да се решат некои вековни и деценијски проблеми кои што можеме да видиме дека ден денес не се решени. Насилството врз жените не е престанато. Фемицидот е голем проблем на нашето општество. Оваа изложба не директно, меѓутоа индиректно ги загатнува сите овие теми, па сите расположени да размислуваат на таа тема ги поканувам да дојдат и да ја погледнат изложбата. Таа ќе биде отворена до 4 октомври и е во културно-информативниот центар во Скопје, во салонот Империјал 2. Добитник на наградата Даница Ручигај за најдобра необјавена поетска книга е збирката Ткажалки од Александра Јуруковска. На 10 годишнината од востановувањето на наградата, Друштвото на писателите на Македонија за прв пат наградува необјавен поетски ракопис. Наградата Даница Ручигај го слави споменот на една од првите модерни македонски поетеси, која трагично загина во скопскиот земјотрес во 1963 година. Искрено се радувам на наградата Даница Ручигај, затоа што го носи името на една од најважните македонски современи поетеси. Прерано ја одамна замината, меѓутоа ова е начин на кој даваме почит на неа и нејзиното творештво живее. Се радувам затоа што ова е моја прва книжевна награда за мој прв поетски ракопис и не може човек да не биде благодарен кога тоа е препознаено од Друштвото на писателите на Македонија. Јас веќе неколку пати кажав, тука во моите скромни 30 на песни има и тажење и кажување, но има и ткаеш и копнеш и искрено, интимно овој ткаеш и за мојот мајчин македонски јазик. Истакнати грчки поети беа гости на промоција на книгата со поезија 30 современи грчки автори во рамки на дополнителната програма на фестивалот Проза Балкан. Истата книга ќе има промоција и во Атина во понеделник. 30 современи грчки автори содржи препев на 30 песни од автори од Грција во избор на издавачката куќа Вакхикон.
Тука сме да ја представиме оваа вредна книга, 30 современи грчки автори, во издание на нашата издавачка куќа Прозарт Медија. Се работи за еден вид на антологија, значи во која се поместени песни на 30 грчки автори, преведени од грчки на македонски јазик. Ова е еден, сметаме, од ретките обиди, нели, да се представи грчката поезија на ваков начин. И срекни сме што оваа вечер тука со нас имаме дури 4 грчки поети кои што се застапени во оваа книга и кои што вечерва ќе се представат тука во прекрасниот простор на аудиокултура. Книгата е објавена со помош на амбасадата на Грција и издавачката куќа Вакикон од Грција, која што исто така го направи и ги одбра песните и авторите кои што се тука застапени. Она што е куриозитет за овој настан е тоа што во понеделник истата книга ќе има промоција и во Атина, каде што издавачот, грчкиот издавач и неколку од поетите исто така ќе се представат, а каде што ќе се обрати и македонскиот заменик амбасадор во Грција. Пораката на оваа книга е секако дека, знаете, културата е првата која што треба да ги направи тие некои потребни врски. Преку книгата секогаш биле, нели, се воспоставуваат тие културни врски, но исто така и преку уметноста, нели, преку филмот, преку музиката, така што можеме да кажеме дури дека по последната година има зголемена интеракција, значи размена меѓу културата, нели, на нашите две земји. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μας. Денеска е посебен ден за нас, за грчката амбасада. Првпат соработуваме со издавачка куќа овде, со издавачката куќа конкретно Прозарт, за да ја промовираме книгата на поезија овде. Станува збор за книга со поезија, што всушност презентира 30 современи грчки автори. И сметаме дека всушност оваа книга ќе представува еден мост за комуникација меѓу двата народа. Од многу мои пријатели овде слушам дека немаат контакт со грчката поезија. Од тука ние во грчката амбасада сметавме дека е наша должност да ја презентираме грчката поезија овде и на тој начин да отвориме и нови прозорци за комуникација. Знаеме дека книгата ќе се презентира следната недела во понеделник во Атина, во Грција. И уште поголема радост ни представува фактот што четворица од 30 поети се денес присутни тука, дека ја прифатија поканата со голема радост и дека всушност ќе може да им ја презентираат својата поезија на нашите пријатели овде. И да ги презентираат пораките скриени зад поезијата. И уште една клучна порака што ја пренесуваме со овој настан во време кога, нели, доминира AI, вештачката интелигенција, многу е битно да зборува срцето, да зборува разумот, дека всушност зборовите излегуваат од луѓето, а не доаѓаат од вештачката интелигенција. Το ποίημα ονομάζεται... Поемата се вика Татковината, мојата татковина, кој што во мојот случај е Грција, но може да биде која била татковина, нашето големо семејство. Татковината на секој човек може да биде неговата мајка, неговата баба, неговите предци. Всушност тоа се местата што ги сакаме, местата каде што секогаш се враќаме и пак се навраќаме на она дека татковината е нашето семејство. Всушност представува химна на нашиот голем дом. То поемато што ги кирменола ке... Мојата поема и мојата поезија всушност зборува за екзистенцијалните агонии на секој човек. Дали го вреднуваме оно што го правиме и дали стануваме оно што треба да станеме. Всушност станува зборувам за тоа дали стигнуваме до среќата пред да дојде крајот. Во галеријата Пионери отворена е самостојната изложба на уметницата Мила Добревска со наслов Наследена носија. Изложбата го пресликува духот на македонската жена и ги преточува традиционалните вредности во нови обележја на современото однесување. Изложбата е поддржана од Министерството за култура. Наследена носија е мојата пета самостојна изложба. Именувана е така. Наследена носија не е по облека што наследуваме и што ја носиме, него како тенденциите што не представуваат нас и како сме ние препознатливи како луѓе. Тука има 4 композиции на изложбата, точно од тие карактеристики: добрина, љубов, истрајност и снаодливост и критична свест. Техниката
на делата изработена е мозаик, сликарство, текстилни изработки, рециклирани материјали и ready-made објекти и инсталации. Службата е припремена веќе 6 месеци, а ќе биде отворена до 1 ноември. Пораката на изложбава е точно да се подсетиме ние кои сме како народ и што треба понатаму да носиме во иднината како нешто што е од нашата традиција. Тие некои тенденции што не смееме да ги забораваме. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.